Добар ден, почитувани наши слушатели и гледачи. Добре дојдовте на ТВ каналот Откритија, Discoveries, Надеж за иднината, од мене Силвана Павловска. Овде на овој портал, почитувани наши, денес четврток, 23 јуни 2022 година, за прв пат во Македонија имате можност да добиете информации и да водите дискусии посветени на сериозни прашања кои ниту еден новинар во Македонија и надвор од неа не е смел да ги разгледа и расправа. Се работи за прашања поврзани со правото, сигурноста и заштитата, владењето на правото, правната држава наспроти корупцијата. Серијата емисии наречена Парадигма за новото време, која започнавме пред 2 недели и која се емитува секој четврток во 20 часот на овој канал, има за цел да се работи на исправување на неправдите во сите области на животот во Македонија со кои се соочува нашиот народ. Исто така, целта е промоција на потребен легитимен системски пристап на начинот на кој самиот народ, оштетените граѓани и младите академски граѓани кои се едуцираат за активна правна заштита на граѓаните, општеството и државата од криминал, корупција, самовластие и злоупотреба на службената должност и функција. Дебатата се реализира врз основа на граѓански предмети, постапки и одлуки со кои се оштетени граѓаните во предметите во или со кои тие го остваруваат својот правен интерес. Оштетените граѓани кои сакаат, може и самите да учествуваат во емисијава во која ќе се третира нивниот предмет. Во минатоноделната емисија расправавме за кои се тие нивоа каде оштетените граѓани можат да се борат и изборат за неправдите. Потоа го разгледавме и прашањето кои модели и мерки ќе бидат потребни и ќе се применуваат за сносење целосна одговорност и оштета. Ви препорачувам да ги слушнете веќе објавените емисии на каналот Откритија, Discoveries, Надеж за иднината. Да се подсетиме сега дека ја слушате и гледате програмата на независниот ТВ канал Откритија, Discoveries, Надеж за иднината, со мене Силвана Павловска од Мелбурн, Австралија. Поздрав до сите вас. Сега би сакала да ви ги представам, мое големо задоволство и добре дојде на Ана Бобинкова Мијаковска и на Агапи Тофиловска, кои се наоѓаат во Скопје, Македонија. Добра вечер. Како што спомнавме пред малку, дебатата се реализира врз основа на граѓански предмети, постапки и одлуки со кои се оштетени граѓани во предметите со или во кои тие го остваруваат својот правен интерес. Денес токму така ќе зборуваме за еден начин на кој оштетените граѓани се борат против неправдите, неиздржаните судски и други одлуки и решенија, неправично водење на судски постапки, обвинителски истраги и недозволените коруптивни спреги на инволвираните чинители, вршители на јавни функции, органи и институции. На нашиот охрабрувачки повик заедно да си помагаме и да укажуваме на сите овие коруптивни дејствија, непринципиелности, злоупотреби на службената должност и оштетување на граѓаните и од оние кои треба да застанат во нивна заштита и да ја донесат правдата, со правични одлуки се одзва и ни се јави еден трагично оштетен татко, на кој му се случи најболното што може да му се случи на еден родител, да го изгуби своето дете. Тој го изгуби својот син, кој е всушност убиен, Мите Танов, од село Богородица Гевгелиско, кој се случи во ноември 2019 година. Овој ожалостен татко седна пред нашата камера и го кажа она што му е длабоко во душата и срцето, полно со љубов и решеност до крај да се избори за правдата и за спокојот на душата на своето чедо. Предлагам сега да го погледнеме видеоматеријалот, па потоа ќе се вратиме во студиото да ги опфатиме важните аспекти и елементи кои ни овозможуваат со право да ги посочиме оние сиви
сторители на тешки дела и оштетување на страните во една постапка, а кои се всушност оние кои се на дадената јавна функција и позиција и нашиот придонес за спречување и стопирање на таквата коруптивна и криминална практика во Македонија, но и на цивилизацијско ниво. Добар ден. Јас сум Танов Ѓорѓе од Богородица. Јас сум оштетениот родител на моето дете, кој настрада во убиство од огнено оружје односно на 3.11.2019 година, и предметот сега е вратен во моментот повторно од апелација на повторно првостепено, така да сакам да ве запознам со многу неправилности и пристрасности кои се воде во самиот процес. Ајде прво ќе почнем од увидот на истрагата, односно истрагата. Јас бев таму на лице место во тоа кога беше убиен моето дете. Бев таму на лице место, чекав, имаше брза помош, чекав да дојдат истражни органи. Меѓутоа дојдоа таму инспектори облечени во цивилно и неколку полицајци. Почна истрагата, и јас мислев дека е истрага, меѓутоа ја видов на кој начин се прави, а на мене морам да кажам дека ми се познати малку повеќе правните работи, јас од хоби слушам скоро 20 години правни работи, исклучиво во меѓународни судови, поготово Хаг, и добро знам што значи јавен обвинител, знам што значи увид, знам што значи инспектори, знам што значи кримтехничари, и тоа ми беше во првиот момент јасно на мене како бел ден. Но, кога видов на кој начин се прави увид на истрагата, го прашав Никола Роглев. Тој е од кримтехника, кој беше на лице место, кој е тука управител на овој увид на самата истрага. Тој прво нешто ми кажуваше дека знаел дека ја сум жалел ово оно, меѓутоа ја се повтори и му кажа, викам, кој е рекрутител? Он вика, ево овој до него. Одма се обратив, Иван Крстевски се вика, му кажав, инспекторе, ве молам, дали има јавен обвинител тука? Не збореше ништо. Го прашав, дали може да повика јавен обвинител? Штама, збор нема. Повторно бех упорен, го молев, го замолив да каже, да се јави на јавен обвинител, да повика јавен обвинител. Ако тој не сака, нека звони, ја ќе збора. Ако не сака и да се звони, нека ми даде телефонски број, ја од мојот телефонски број ќе ја барам. Ќе повикам јавен обвинител. Знам дека увид е една работа, а истрага ја прави исклучиво јавен обвинител. Меѓутоа, верувале или не, еден збор не ми врати. И за сето ова не треба да кажам нека тврдам, ја одговорно тврдам, и тука имаше и сведоци што ме слушаа. Во увидот на истрагата е запишено, ова ќе биде понатака подобро објаснето, во увидот, односно во скицата на Ангел Божинов, која е главен кримтехничар во самата увид на истрагата, добро пишува. Изјавата на убиецот, односно во случајот после стана обвинет,
пишува по изјавата на Ѓорѓе Белчев, обвинетиот, дека моето дете Мите Танов стоел таму во и монтажата, во фотомонтажата на истиот увид на истрагата, повторно е запишено, тоа ќе биде додатно прикажано во друга емисија, ако имам прилика, повторно е запишено дека по изјавата на Ѓорѓе Белчев, обвинетиот, Мите стоел таму. За да попосле, во целиот процес што се водеше, што беше вратен, да не се повторувам, од апелација, за да попосле во процесот на едно место пишува веројатно Мите бил поднаведнен, за на крај на процесот во завршните зборови од неговиот адвокат Звонко Давидовиќ напишал во таква позиција веројатно убиениот, настраданиот моето дете клечел. Еве, господо, почитувани слушатели, да знаете, и да клечел, и да стоел, он е секако праволинијски. Поготово кој и јас лично го мерев аголот, кој барав најпрвично, после тоа ќе го кажувам, што бара балистичаре, јас лично, не ми дозволија, јас лично направив балистичарска работа, направив агол од кој висина голема, што кога дошла брза помош, не можел доктор од 35 години, 40 да си искачи горе и медицинската сестра. Зошто? Зошто било многу странно. Значи се пука на 50 степени. И што многу е и најинтересантно во цела работа, сите 9 дијаболи се погодени во градниот кош. Со размах, како што пишува во обдукцијскиот наод од Златко, професор Златко, како што пишува, значи на 19, на 16 сантима се дијаболите, на левиот гаден кош кај срцето, и сите 9 дијаболи се влезени одгоре надолу. Господо, почитувани гледачи кои ме слушат и гледат, сакам да знаете. Значи, не е возможно, не е ова топла вода да измислуваме ние. Нацртна геометрија да пукаш оддолу нагоре, а дијаболите да се нафлез во телото, а директно е погоден во лицето, едно према друго нафлез, се отпреди, кон назад, одгоре надолу, така пишува во обдукцијскиот наод на професорот. И тоа е неупепелив доказ дека не е возможно тоа така да биде. Меѓутоа така се води и сето ова, и за ова, дека нема во крим техниката, нема покажувањето на убиетот, ни кршене на гранки, нема ни дири од диво животно, како што вика он заминал дива свиња, кој дивата свиња, кај што има, што е запишено дека кај што има мох, тамо е ровка земјата и дира од диво животно да замине, поготово од дива свиња, мора да има. Мора да се познава. Тој прави увид од радиус од 20 метри, не наоѓа ни скршена гранка, ни дира од животни и ни крв излиена, што сам тој ја изјавува локна од крв и што ја потврдува исто и професорот по обдукција дека мора да има излевање, и јас лично видов на раката му беше пронижена и имаше крв. Меѓутоа, од сите овие работи, крим техниката Ангел Божинов нема ниту еден доказ единствен. Згоре на ова што ви го пред тоа кажував, дијаболите кај се влезени, сепак целиот предмет се водеше како да бил таму детето, како да имат некакви докази. А во овие докази, што ви ги кажувам, одговорно тврдам, јас Станов Ѓорѓе, се повторувам уште еднаш, одговорно ви тврдам, ако истрага без докази, тоа уште не е било и нема да биде, не постои таква истрага. Не смее да постои. Ја барам се што барам правда. Него го зборам ова да
обвинетиот или убиецот затвор, матвор. Нека го ослободат, што сакат нека прават. Ја сакам вистината. Правичност. Одам после месец и пол отприлика кај јавена обвинителка. Таа ми кажува, ја побарав 3 работи. Балистичаре, кои ќе ја отврдат, на тоа добив одговор дека дали сум знаел дека во Македонија има само 10 такви. Ја и бодрото ви кажав, и не е тајна таа. И двајта да се барам. Само тоа е начин да се докаже. Со истото оружје, со истата патрон на пушка, кога ќе пукаш, точно ќе се утврди и далечината на колку метри е. Не така што кажал убиецот. Убиец може да каже и авион слета тука. Не е тоа, не е таа истрага. Значи, она вика, не, тие се само 10 и така заврши. Втората работа што ја барав извештај од телефонските броеви, од сите инволвирани. А кои се тие? Освен тие што биле на лов, клучниот сведок што заедно одат на лов, од убиецот, од крим техниката, па сите инволвирани во предметот. И само така може да се води истрага, по мое мислење. Може би јас ќе каже некој не ја разбирам работата. Ја до толку многу ја разбирам и добро и најдобро ми е јасно на мене. Што тоа ми е јасно? Не може ти јавна обвинителка да вади извештај од клучниот сведок што моето дете со Стефановски Слободан заедно одат во планината и во вилата на покојниот Мите го чекат, убиецот им се јавува на моето дете и за тоа све јавната обвинителка не вади извештај. Само извештај, вештачење треба да извади да видиме не што зборен, кој се јавува. Она вади извештај после 1 година на клучниот сведок Стефановски Слободан. Така и во обвинителот, така се води предметот, така и сегде запишено во сите записници. Каква е оваа истрага? Какво е ово обвинителство? Па ова е и смешно, и трагично, и не знам што да ви кажам повеќе. Продолжи така процесот. Со невидливи, неразумни, пристрасни, чуда за мене невидени, слушајќи многојародно право, континентално, англосаксонско право кое е 95%, во тврдам за ово што ви зборам. Прашајте, гидете, прочитајте, ќе видите дека тоа точно ќе го зборам све. Јас знам многу речења да ги цитирам од закони меѓународни, меѓутоа, ајде, не се слушнале оне тука, не е дошел тој тука, тој закон, не. Оставиме да го кажам јас, ако нема тонско снимање, запиши го моето прашање. Сите записници, верувале или не рубриката пред 100 години во Нова Македонија. Што е запишено? Верувале или не? Записник во кој нема, верувале или не, нема прашање. Никаде. Сите записи нема. Значи, на прашањето на обвинителката, на прашањето на адвокатот, на прашањето на оштетениот, кој е прашање? Може јас сум прашал за баби. Сведокот или вештакот ми одговара за жаби. Какво е ово обвинителство? Каква е ова истрага? Какво е ово судство? Згора на сето ова, тврдам, цела сала слуша во судски процес. Ја му поставам прашање на клучниот сведок кој заедно одат со моето дете во вилата горе на планината. Му поставам. Кога вас ве испрашуваше јавната обвинителка за прв пат после убиството? Тој како пушка, како одман, значи одман кажа, после 1 година. И ја тоа го знам и тоа е така и запишено во обвинителот тях. Значи без 13 дена, 1 година. Ти да испрашуваш клучниот сведок после 1 година, ти не си зајавен обвинител прво. Ти оди нешто друга работи, било што само јавен обвинител не биде. Меѓутоа,
Председавачот, судијата Иван Стаменов, што направува? Прашањето мое го нема. Не треба да ви објаснам зошто го нема. Но одговорот на клучниот содек напишал, тука ќе ви го прикажам ја тоа све документовано, напишал, мене прв ме испрашуваше јавна молителка. Па луѓе, дали сме нормални или живееме во ненормално време, јас се прашувам. Ја не барам казни, не ме интересира за нейните казни, мене ме интересира да пронајдам вистината, правдата ја барам. А како ќе ја постигнам со овие, ја барам, поставам прашање, они ми го менат записникот. Па ова, верували или не, колку што сум јас упознаен, не верувам да го има и во Северна Кореја. Ово што го тврдам јас, што го кажам, тврдам и стојам за сето ова. Цела сала слушаше. Тоа ми е најтешко и криво. Па нема ли од тие породници некој да каже, абе чекај, ова ја не го подпишувам. Не стојам за тоа. Човекот друго кажа. Ево друго кажа. Сега, што се дешава? Врви време околу 20 месеци. Се води предметот небрежност. И се закажува првиот протест. И тоа беше околу, мислам на 13.11.2020 година, 2021. И се закажува судскиот протест. И верували или не, морам па да кажам. Ја не спијам, ни дејна, ни ноќе и истражувам. По моје истражување. Морам ја не спијам, не сакам. Не сакам моето дете да се превртува во гроб. Јас сватив дека тука е многу работи се пристрасни. Што може да направам јас? Да истражувам кои се тие од обвинителка, истрен суди, началник на полиција, истражував и дојдов до заклучици. Значи, началникот во увидот на самиот увид на истрагата му е генерација. Значи, нема 100 метри, не е битно колку близко не живее, но не се растре тамо заедно. Него на таблото за завршена гимназија се на едно табло и началникот во увидот, и јавната обвинителка, дури јавната обвинителка и убиецот или обвинетиот, како сакате го кажете, се едно до друго. Прашањето е, кој на мене ми води истрага? И на згора на сето ова, предистражна судика, како се дали она наместила, вие предпоставите, мои почитувани гледачи, дали е тоа наместено или сместено, или издоговорено, или закажено, или докажено. Протест закажен за 13-ти, таа на 9-ти, со мажот оди на гости кај убиецот, кај обвинетиот. Одговорно ви тврдам. Зошто? Евгенија е мој град. Зошто е мој град? И малите деца навиват за мене. Сето ова не е важно. Важно е, знам јас, не спијам, пратам и ја фаќам на лице место. Предистражна судика на гости оди во 8 часот, односно 20 часот до 23:20 минути. Мои пријатели, дали мислите дека кои се упознаи, кои не се упознаени, не се. Дали мислите дека на вој бел свет, некаде на било која земја, ова го нема никаде. Ни во Африка го нема. Не збориме за Северна Кореја. Ова е страшна работа. Не се работи за моето дете, се работи за целокупната правна работа. И сега они на гости
не треба да погодуваме зошто бела на гости. Него назгора на тоа, што е уште поинтересно, обвинетиот или убиецот, како сакате можам да го наречем, оти 20 месеци водеше од небрежност. Оти оне нема половин еден ден притвор. Иако е со огнено оружје убиен, не го испитуваат него, оти он е нин човек. Затоа он поседува 2 пушки, карабине, пиштоле, деветки и тоа, све тоа. Тоа некој му го дозволи, а кој ако не кружи круг тој што е нини луѓе, ви ги набројав малку. И сега судијката на гости, што ќе прават мобет? Јасно ви е, не треба да објаснувам ја тоа што ќе прават мобет. И ја имам 4 сведока, плюс јас. И ја пишам представка до јавното обвинителство во Скопје. Ќе ја разгледиме. Ја разгледа неоснована. Добро. Слушајте ме добро. Значи, праќам ја представка до јавното обвинителство дека основната јавна обвинителка, школската другарка кој растеле во исти двориште со убиецот, не си ја врши работата како што треба и наведовме причини. Сега нема да го објаснувам тоа. Наведовме причини, наведов причини. Кои се тие причини? Зошто не е добра? Гледаме, а во очи гледам дека ме лаже. Јавното обвинителство ми враќа после завршениот предмет, ми враќа на мојата представка што ја пратив, ми враќа одговор дека се тоа било законски, со завршен збор, се било исправно и законски. Мој гледач, да ви кажам нешто што јас знам, мислам многу добро. За да попосле целото дело и завршни зборови, зад мене се направат завршни зборови, и мојата адвокатка, зад мене, без моје знаење, да не знам јас, со сокривање, јас седам надвор, она не ми кажува, кажи ми оти има завршни збор. Во завршни зборови на секоја судско рочиште се кажуваат сите недостатоци. И тука ме изиграа. Добро, ме победија. Они мислат дека ме победија. Они се победиле сами себе. Не се ни свесни. Затоа сум јас тука да ви кажам на вас. И сега да продолжам со тоа јавно обвинителство. Ми враќа дека било тоа све добро и законски и така. За да попосле целиот предмет пристрасен, да не кажам многу пристрасен, од јавен обвинител до истражен судија, до преседавач на съдијата, што не ми дава збор да кажам, што ги мена записниците, стигнува предметот до апелација. Го прегледува Висшето јавно обвинителство. Висшето јавно обвинителство констатира дека обвинението на основната јавна обвинителка е безпредметна. Ја таму ја предложува на апелација. Апелацијата го истражува и донесува со големи букви, значи, решение во кој пишува истрагата, односно на основната јавна обвинителка, истрагата е безпредметна. Сега, до тука, ако ме пратите добро, ќе ви кажам што значи ова. Еден професор, голем, во Хаг вика, морам да го кажам вака, значи вика вака, кој е онда луд? Јесам ја. На време предупредував, кажував на јавното обвинителство. Ги прави прекршоци, не вади балистичари, не вади извештај од телефонски броји, за вештачење да не збориме, се работи за убиство. Се било законски. Ако е се законски, зошто го врати Висшето јавно обвинителство? Зошто ја противречи таа работа? Зошто апелацијен суд бара елементи на истрага и нема докази? Зошто? Зошто не се запишени тие главните доказни елементи не се внесени во записниците? Зошто? Зошто сака така да биде, да испадне, да биде разматрена работата, да на крај да испадне разматрена и сега они тоа исто го продолжува да го терат во другиот предмет? Тоа не можеме да го издржам, меѓутоа ќе морам да се прнам негде. Поздрав.
Ете, почитувани наши гледачи и слушатели на програмата Откритија Discoveries, тоа беше таткото на убиеното момче, таткото Ѓорѓи Танов, со прекар Златен, кој што на социјалната мрежа ја води својата битка преку профилот Златен Танов. Како што вие гледате од самото видео и снимката со господинот Ѓорѓи Танов, за мене лично морам да спомнам дека многу ме трогна она што јас го слушав кога зборуваше господинот Танов. Најболно, најужаснувачки и за најголема осуда е што целата постапка, обвинителско-истражна и судска, го убиваат секојдневно и убиениот Мите Танов од Богородица Гевгелиско и неговите родители и најблиските со непрописно и коруптивно водена постапка, во која оштетениот е повторно жртва во таа постапка. Врз основа на искажувањето на родителот, како вие, Агапи, гледате на целата оваа постапка, каде што кривично дело е всушност убиство? Навистина е траурно тоа што му се случило на господинот Танов. Но уште помачно е што таткото е принуден секојдневно да биде изложен на повторно и повторно онеправдување, убивање на својот син. И никако не може да дојде до правдата. Овој систем кој го меле обичниот човек, практично на тој начин, тоа е еден од начините како ја постигнува својата цел. Зашто кога некој е упорен во откривањето и докажувањето на вистината, тоа не му одговара на системот, па поради тоа бескрупулозно продолжува да игра врз нервите на луѓето, во еден момент дури правејќи ги луди, како да речам, не токму, вели, пушти ја таа, колку години она оди и го кажува, тоа врска нема. Значи, разбирате, тоа им е дел од нивниот план. Како да го срозаат оној кој што сака да стигне до правда и вистина, но за да го стигнеш тоа треба да го срушиш, нели, нивниот коруптивен синџир. Начинот на кој што се борат, освен што они вистински ти делуваат и на психа, и на здравје, на целокупното твое живење делуваат. Без оглед дали се однесува еве во случајов на родител, на партнер, на наследници, деца, сите се погодени од ситуацијава, која што се развлекува со години и никако да стигне до вистината и правдата. Да не си му во кожа, во извесен смисол, јас го имам преживеано ова, што го спомнува господинот Златен Танев, што се однесува на лажните вештаци или лажните вештачења, потоа на незаконското работење на обвинителите, кои воопшто и не водат никакви истраги, туку ги кријат во некои фиоки, или пак јас верувам и дека во ѓубре ги фрлаат документите кои што сум им ги однела. А тоа се незапишувањето на прашањата поставени од Ѓорги, од Златен, никаква евиденција дека тој поставил прашања. Дури пак поставувањето на прашања до лицето одговорно во судот, без да добие некаков одговор од тоа лице. апсолутно.
очигледно однесување кое за цел, како што рековте пред малку, е да го замолчи лицето, да го на некаков начин Да го замолчи, да го неутрализира, да го разболи, понижи. Во секој случај да го тргне од патот, без оглед на кој начин ќе го направи тоа. И тоа го доживуваат, за жал, многумина од нас во Македонија, што работи за стотици илјади граѓански или кривични предмети кои што не стигнуваат до правда, и заради тоа системот е целосно срушен, но ги руши луѓето пред да падне. Значи, Македонија може слободно тогаш да се установи дека владее неправдата и се прави се за да тоа За да нешто продолжи тоа и да се понатаму одржи. света. Да. Така е. Немам толку страшни, да речеме, состојби како господин Отанов, но можам да кажам од моја гледна точка во врска со вештаците. Значи, во држава обично и тие што се врзани во коруптивниот систем, замислете, значи бил вештак, па му истекла таа лиценцата што ја даваат, и сега како вештак без лиценца работи, па тоа се вика ако помине, помине. Ако не ги сопре никој во нивното криминално работење и им помине такво некое вештачење, во ред. Додека ако негде запне па мораат да го вратат, они имаат причина да го прекинат не заради криминалните дејства на сите инволвирани службеници, туку заради истечената лиценца на вештакот, замислете. Па демек, сега утврдивме дека нема лиценца, ќе го вратиме на повторно судење. Значи, повторно тие да не се офираат, ме разбирате? Да не се збори зашто судијата го изменил записникот, зашто не го дозволил, зашто не нотирал дека странката тврди дека вештачењето е лажно, на погрешни документи, така? Да. Тоа ќе го тргнеме на страна, ќе одиме дека вештакот немал лиценца, па ќе бараме или пак нема да бараме воопшто друг вештак. Во мојот случај, јас имав 2 пати користено вештак, ќе зборувам еве за работниот спор, да речеме, каде што работодавачот воопшто не направи никакво вештачење. А јас како тужител си изготвив, ангажирав вештак кој што врз основа на моите листи од плата изготви пресметка колку треба да ми исплати. Значи, ангажирав вештак да ги извештачи моите плати по платните листи кои што сум ги зимала со години на работа, и вештакот направи одредено вештачење. При тоа, во судскиот процес, судијата, наместо како што е должна по закон да го прифати вештачењето, таа прифаќа без збор работодавецот да правел супер вештачење. А законот вели, доколку не постојат 2 вештачења и од едната и од другата страна, тогаш не може да се прави супер вештачење. Може само по налог на судијата ако се сомнева во некои документи. Меѓутоа, тука се работи за документи издадени точно од другата страна. Да. И значи, они го подкупуваат мојот вештак, или пак ми е вметнат предходно без да бидам свесна дека е нивни играч. И сега, мојот вештак, без судска наредба, без мене да ме известат за датум на вештачење, значи се е ова спротивно на закон, без валидни документи, прави ново вештачење на своето вештачење, значи сами од себе се побива, и прво вели дека ми должат примерно 1.500.000, а второто вештачење вели дека ми должат 200.000 дена. И сега вие... Голема разлика.
Ама да, и методологијата на која што се повикува, првата е врз основа на закони и документи кои се валидни, а втората воопшто не знаеме на што се повикува. И замислете, судијата прифаќа такво вештачење. Всушност, тоа е доказот дека они се меѓусебно договорени. Па дали во кафана или во некој подрум ги договараат како ќе ги направиме, за да ние си го решиме проблемот и бидеме чисти, а она изгуби, тоа дополнително го договараат. Така да, сега, можам да речам дека е многу по-бенигно во мојот случај, бидејќи се работи само за пари, а овдека се работи за една траума и болка која што секојдневно ја доживува родителот, полошо од тоа нема с краја да е. И тоа е најболното во ваквите процеси. За какви луѓе се работи? Дали тие можат да се наречат луѓе? Треба да се запрашаме кому ние ја доверуваме нашиот тек на животот, нашата судбина. Од причина што како може едни такви луѓе, не луѓе, да одлучуваат за права што се однесуваат на нашите животи. Па тие се тотално невалидни и неповикани, не ни можат да бидат како да речем, едноставно се немеродавни. Тоа е најдолен шлям од дното од човековите карактеристики. Кога можеш така да си поигруваш во вакви психички драми, ти уште дополнително да ги малтретираш луѓето за остварување на веројатно лична корист. Агапи, сакав да ве прашам, во вашиот случај, што ни го објаснихте пред малку, дали имаше некакво образложение од судот или од вештакот зошто беше потребно повторно да се вештачи и зошто толку разлика во сумата пари? Дали имаше Вештакот кој што го ангажирав се криеше потоа од мене, веќе не дојдов во контакт со него, дури се сомневам дали он имаше истечена лиценца или му беше вистинска, не знам што да кажам. Значи, јас повеќе не го сретнав вештакот кој што јас го ангажирав, тој бегаше и се криеше од мене, меѓутоа реагирав на сите потребни. Во законот дава можност да реагираш кај председателот на судот доколку има неправилности во текот на постапката, кои што флагрантно го кршат законот и правилата на постапка. Па јас реагирав и барав изземање на судијата, бидејќи таа исто пак се работи за Хилда Мешкова. Та никако не смееше да прифати ново вештачење. На сето ова е писмено реагирано преку архивите на судот. Меѓутоа на секое мое барање за изземање, јас сум одбивана се е во ред со работата на судијата, со работата на овие поротата, вештаците, сите добро работат, само јас сум налудничава. Слично нешто како што биле решенијата судски или правосудни одлуки во случајот со господинот Ѓоѓи Танов. Да, и ние не сме единствени, туку тоа го прават врз 95% од населението. Истото се случува во сите предмети. И Хилда е таму негде на списокот, изгледа број 1 за донесување пресуди и одлуки, кои што не се базирани врз никакви... Па ви кажав, да, потоа го носат во паралелното судство, па така им поминува. Ние дома читаме нешто, ни дошло решение. Од каде е тоа решение? Кој го донел? Дали е навистина, не знаем. Затоа што
се изземаат воопшто да бидат инволвирани. При тоа сакам да кажам дека кога бараш изземање на судија, на вештак, на било кој за кој што сметаш, има во законот точно одредени причини заради кои што може да се бара изземање. При тоа, они те задолжуваат без никаков основ, ми се чини дека беше 800 денари такса, што треба да ја платиш ако бараш. Па ако се жалиш на нивното првобитно решение, ќе платиш 1600 денари во има ценовник, значи Ама сето тоа е направено за човек, обичниот човек кој е осиромашен и оплячкан од сите страни на сите начини, воопшто и тоа да му биде причина да не стигне до правдата, да не бара изземање. Значи го спречуваат. Замислете, тие се должни да испитаат дали има коруптивни дејства, дали судијата, поротникот, било кој е во врска било каква, дали фамилиарна, дали деловна, дали комшиска, со тој што е странка во постапката. Тогаш по автоматизам самиот судија треба да се изземе. А човеков кажуваше дека се они сликани заедно учеле председателот односно тој командирот во полиција со обвинетиот, со судиката, со обвинителката. Сите учеле во исто училиште, иста генерација. Значи они се школски другари. И си оделе на гости. Не може да бидат, не може да има судир на интереси, како не. Мора да бидат изземени. Јас имам еден таков случај, само да видам пред мене кои документи се. Значи, ова и со документи ќе се образложува понатаму. Овде се работи за, само да видам, барање за изземање на апелациони судии барам овдека. Значи, преку председателот на Основен 2 до апелациониот, од апелациониот суд барам изземање на судиите Кенанзија Мехмет, Букурија Ајдини и Велче Панчевски, кои што одлучувале по жалба, јас сум доверител во тој случај, се работи за ППНИ број 1026/16, бидејќи се исполнети законските услови утврдени во член 64 став 1.6 од Закон за парнична постапка, како и член 25 и 26 од Законот за општа управна постапка. И сега, тука јас, зашто ви кажав дека ги крадат документи, ги крадат доказите, ги крадат листовите, ти ако поднесеш жалба од 5 листа, они се способни да украдат 2 листа, или да украдат 3, и само првиот и последниот. И тоа нема смисол што сте го напишале, разбирате? А они пак имаат оправдание зошто демек донеле таква, дека е решение, ова жалбата била недозволена или неприфатлива. И сега, од тие причини, сакам да покажам овдека камерата добро. Да. Гледаме печат, датум тука. Сега, што е захефтано? Меморирани страни, овдека со рака, затоа што од нивна машина можат се, а мојот ракопис не можат да го фалшираат. И пишува, овој документ содржи 20 листа. Значи, дали е тоа нормално? Ти да одиш во суд, да поднесуваш документи во архива и да се плашиш дека ќе ти ги украдат во суд документите. Тоа не е нормално. Значи си под целосен дополнителен суд. Потоа доказите што ги приложувам за да ја докажам корумпираното работење, вмешаноста и незаконското работење на назначените судии, приложувам и докази, материјални, мада се они должни да го испитаат тоа, а не јас да им носам докази. И тоа е во ред со нив? За да они ги примат, видете што правам. Значи, пишувам текст и потоа ги скенирам доказите во овие што ми се меморираните, за да не ми ги ќе го фрлат
ливчето и ќе кажат немало таков доказ. Па јас заради тоа го скенирам на секоја страна. Па дури жалбата да видите таа е од некои 200 страни, на секоја страна имам мој подпис врзана со печати како од Султан Сулейман. Значи, не е смешно, трагично е, но овие сатрапи од суди мора да се сотрат и други правосудни органи. Некако ни звучи дека се работи со луѓе кои што се навистина болни. Апсолутно, не знам дали се луѓе, ви реков. Значи толку треба да бидеш искусен, чепиран, за да немаш чувство, усет некој да срам немаш. Но за цел да направат зло, наместо правдата да ја делат, да ги вршат своите функции и должности според законот, тие се настроени за да сокријат, за да украдат, за да нели донесат одлуку дека се е во ред кога не е во ред. Со тоа да го замолчат лицето да не може да продолжи понатаму да се жали. Ова е маратонски постапки, кои што никогаш немаат крај, по мене ми звучи некако. Така е, можеби никогаш ќе дојдеме до крајот, но факт е дека задоцнетата правда е неправда. Затоа што тебе животот ти отишол во меѓувреме, годините отишле, нервите отишле, насоката на тебе и твоите блиски, насоката на живење отишла во некои други правци, нели? Така да се работи, значи, за практично генерации од една фамилија уништуваат. Не се работи само за тој што е директно засегнат, туку и тој по него и тој пред него. Сите се засегнати во една фамилија од ваквите неправедни состојби во правосудството во Македонија. Да, Агапи, благодариме за вашите констатации, за она што ни спомнавте за вашиот предмет и вашите искуства во наоѓањето на правда. Сега, Ана Бобинкова-Мјаковска, дали вие нешто би сакале да додадете или кажете нешто поврзано со ова прашање кое што и го поставивме на Агапи, или пак да продолжиме со нашето следно прашање? Да, само на кратко, Агапи многу убаво тоа го презентираше и го поврза со тоа што нели ова е општа пракса недозволена што се случува во нашето правосудство, меѓутоа сигурно дека и во други правосудства. Такви се законите, значи регулативите кои што тука се усогласуваат, нели, па така да имаме најнови примери свежи, дека тоа важи за цел еден регион или за континент или така натаму, каде што треба некоја регулатива нели да се усогласи. Меѓутоа, сакав само тоа да напоменам околу родителот кој што го гледавме. Тоа е нешто многу вознемирувачко. Мене исто така ми предизвика и болка, и тага, и некоја безнадежност во смисла до каде оди самото правосудство, органите кои што всушност треба да постапуваат по вакви тешки или кривични дела, на кој начин всушност тие го прават токму спротивното, и сега родителот кој што и онака е во жалост, кој што и онака веќе ништо на овој свет не може да го врати неговото чедо, во овој случај починатиот Мите, значи ништо, тоа е веќе тука нема нели веќе надеж. Меѓутоа, како тој сега треба да се бори со сите овие, точно вие рековте, значи луѓе, и Агапи рече не луѓе, значи кои што и стручно не постапуваат, токму поради тоа што немаат таа внатрешна морална, како да речеме, една природна човечка компонента, за да може да расудува правилно пред се
нели во тоа како да речеме во тоа непишано морално право по тој нели начин, па потоа да и според пишаните закони да донесува исправни одлуки. Значи ова е таа втора фаза што е може да се каже многу поболна од она што го доживел таткото со самото тоа што ја нели се случила смртта, низ која што поминува, значи може долго време да трае, ве гледаме и со години, со децени или затешкување на случај каде што правдата никаде ја нема, и тоа е практично дотолчување, значи тотално крајно уништување на целото тоа семејство или поблиска фамилија, како да кажеме, кое што на овој начин се случува. И токму поради тоа овој начин на кој што секој индивидуално, меѓутоа не е возможно сам човек, како што рековме минатите пати, заеднички со сличните искуства, нели, кои што се повторуваат во разни постапки, истото го гледаме. Значи тоа мора да се оспорува едноставно и да се спречува. Значи и превентивно, меѓутоа и онаму каде што веќе се случуваат такви постапки, затоа и црната листа е воведена и овие сите спомнати, ќе се најдат на неа, со нели имаат право да побијат или да оспоруваат дека не е така. Меѓутоа, ете, во второто прашање може и ќе се осврнам на некои специфики околу вакви постапки. Само тоа би сакала во ова случај да изразам повторно и јавно сочувство до родителот, до сите кои што делат неговата судбина. Значи, едно е според кривичен закон и кривично дело, меѓутоа убиство како кривично дело можеби е не може би, туку е најтешко кривично дело без оглед за каков тип, дали од ненамерност, небрежност, дали со умисла и така натаму, меѓутоа треба да се има предвид дека е изгубен еден човечки живот и со самото тоа почита треба да е највисока. Особено ако кон родител или родителот нели продолжува да ја води постапката, то треба да е на највисоко рамниште. Дури можеби треба и на тој начин сите да разберат оваа димензија, за да може во судството и во обвинителството да имаме сосема друг начин на постапување. Ова е стварно недозволено. Значи ова е невидено нешто. Тој што е оштетен или убиениот, во ова смисла оштетениот родител кој што води постапката, нели за докажување нели на вината на тој што го сторил кривичното дело, тој да биде едноставно како повторно да го убиваат и неговото чедо, и него, и мајката овде, значи таа не се појавува сега, меѓутоа, значи таа го истото е и во целото семејство, истата состојба е, истото влијание, исто го трпа тој удар, сите во семејството. Тоа е најлошото. Тоа е најлошото и тоа треба да престане. Сега не се работи само за постапување, дури да е исправно според правните норми, што овде не е случај, нели, во 90% рековме не е. Дури да е исправно, значи не се работи само за правна норма да запазиш или да ја почитуваш или врз основа на тоа. Се работи за една друга димензија, што тоа, особено во судовите, во обвинителството, треба да е на највисоко рамниште, а таму тоа не се случува. Значи, еве и примерот со вештачењето. Има случаи каде што има многу придружни аспекти кои што се доказан материјал за нештото, меѓутоа сето тоа е второстепено и само се полага право дека треба да има вештачење. За нешто да се утврди мора да има вештачење. Значи тоа не е токму, како да речеме, некоја исправна опција во правосудството,
Значи има случаи каде што со многу други начини може да се докаже нешто за кое што може и не е потребно вештачење. Меѓутоа тоа е како закон во правото, така што кога се става тежината на вештачењето, тогаш вештачењето може да биде и лажно. Значи, тука доаѓаме до тој момент, затоа тука и тие спреги се прават, што не може после ни страната во постапката, ни оштетениот, во овој случај граѓанин, да направи нешто повеќе доколку нели вештачењата кажуваат нешто. И тоа е дополнителна голгота како сето тоа да се успори. Во овој случај само со тоа сакав да речам, тоа го спомна и во видеото таткото, дека всушност сега во оваа фаза, значи предметот негов од апелација е вратен повторно на првостепениот основни суд, каде што самата апелација кажува во решението во пресудата дека треба повторна реконструкција на настанот да се прави. Сега, значи, и тоа можда е еден начин како, например, сега уште по-неправично нели да се одлучува, бидејќи од почеток се прави реконструкција, но од друга страна, самото тоа, решение пресуда од апелација, е доказ дека ако треба повторна реконструкција се прави, значи целата постапка е тотално неиздржана, значи не е правилно водена, нема елементи кои што се валидни, значи веродостојни, утврдена фактичка состојба. И сето тоа е нешто што и апелација го потврдува дека врз основа на сето тоа што правило обвинителство или како течела доказна постапка, значи не е тоа направено на начин на кој што ќе овозможи да се донесе правична присуда. Од друга страна, и ова сакав да го споменам, во случај кога се работи за убиство, значи тоа е работа на јавното обвинителство, кое што фактички е оној кој што го застапува оштетениот во оваа смисла за убиството, односно го застапува нели страната родителот во постапката во овој случај. И тоа треба да се бори, да го брани родителот, да му возможи, значи да биде ослободен од сите овие трауми, значи да може вратите да му се отворени, да му се нели слуша изјавата, прашањето, да му се дават на време документите, записниците, се што бара, значи да му е олеснето, да му се излезе во пресред. Овде тоа не се случува и тоа е таа поголема трагична димензија што се добива нели во секој од овие случаи, особено кога се работи за убиство. Значи тоа е тема на која што сите треба уште повеќе да се насочиме, да ја проблематизираме, затоа што овдека не се одлучува во прилог да тој што претрпел штета, значи што не е виновен, што е жртва, туку обратно, значи се брани тој што е сторителот на кривичното дело, нему му се олеснува, а на оштетениот му се отежнува, што е тасот нели на вагата, на јустиција или на правдата, значи натежнува кај оној на кој што треба да му олесни, а уште повеќе да дојде до баланс, нели, па да имаме навистина. Затоа и довербата во суството 8%, значи тоа е реален процент, зашто луѓето не веруваат. Еве заради овие работи. Ако може да се надоврзам, во однос на, нели рековме дека не знаеме дали они нестручно и несовесно работат или пак постои некоја повисока цел нивна лична, односно коруптивно работење. Знаеме, заради тоа што ако некој нестручно и несовесно сработел не сакајќи нешто,
кога ќе има поплака на истото, истиот судија, службеник ќе земе, ќе провери како е тоа законски и самиот ќе ја исправи грешката. Нема да чека да му бараш изземање, него ќе рече и се извинам, јас сум погрешил. Превид сум направил, не е вака законот, туку вака и вака, го поправам, го коригирам моето нестручно решение. Но тоа не се случува. Друга пикантерија од кујната на правосудниот систем е тоа што замислете до каде оди, значи колку е таа корупција навлезена. Имате некои... Да. Агапи, сака да речам, вие спомнавте правосуден систем, нас не звучи како да е корумпиран систем. Кривосуден систем. Тоа е називот кој што би одговарал за нив. Точно е. Нели, оти таму нема правда, тие никакви закони не применуваат. Значи, корумпираниот систем, правосуден систем. Да. И тоа не го велиме ние само, вие, јас или Ана, тоа го велат многу други, дури оние од Брисел, од Европската Унија. Постојано се зборува за тоа дека правосудскиот систем, реформите не се воведени. Не оти тоа дека прави некаква разлика, мислам сега за ова што зборуваме, туку името треба да им биде корумпивен правосудски систем. И сега ќе го поставиме прашањето, па што бараме ние правда во кривосуден систем? Точно така. Систем. И тоа значи, прашање треба на да оди. место. Тоа се едни изговори како они прават реформи, па тоа траело со месеци, ма какви со месеци, секој од нас има акти во кои што судиите работеле криминално и противуставно и противзаконски. Во моментот кога ќе го донесам актот, ќе се утврди вината на судијата и тој за 5 минути ќе биде разрешен, но нема кој да го разреши. Бидејќи целиот систем е таков. Оној што треба да го разреши е врзан во истото коло. Сакав да кажам околу законите. Значи, како се законите добри. И сега им треба нив они наумиле да направат некоја, и од тоа обично се случува кога прават плячка на поголем број на граѓани. Замислете, во закон пишуваат незаконски член, противуставен член, го пишуваат во закон. Разбирате? И потоа, тие во текот на наводните судања се повикуваат на таа незаконска одредба, додека со дополна и изменување, зашто знаат дека тоа не сме, со дополна и изменување на закон, кое го прават скришно и не го објавуваат, или го кријат, као е објавено, а ништо нема на местото каде што треба да биде објавено. Во дополната кажуваат тој член е спротивен на устав, заради тоа се брише од законот. Разбирате? Значи ќе вметнат лош член, кој што го заштитува криминалот. Во текот на судењата се повекуваат на тој лош член, тој намерно е вметнат во закон, а они во меѓувреме, после неколку дена, направиле дополна измена на законот и го избришале тој исти член на кој што се повикуваат цело време. Ме разбира? Членот не постои веќе во закон, зашто никогаш не ни смеел да постои, ама они со години се повикуваат на тој непостоечки член. И ова се случува еве конкретно во врска со наплата на парно на граѓани кои воопшто не користат парно, кои се исклучиле пред 20 години, ама они решиле дека треба да им наплаќаат. И така ја плячкаат целата држава. Мислам, сите граѓани се оплячкани, не се однесува тоа само на мене, тебе или мал број на луѓе. Но веќе се длабоко загазени. Сега што покажува тоа? Кој можем ли јас во законот да пишам незаконски член? Не. Тоа покажува кој ги носи законите. Парламентот. Кој работи во парламентот? Само наречените народни пратеници, кои што ме представуваат мене, нас,
А во суштина, пошто се само наречени, го представуваат само себе и својот криминал. Тие го вметнале во законот, да постои како напишана реченица, член, став, истите тие го избришале, ама не му кажуваат на народот дека го избришале. И го плячкаат на непостоечки закони. Ете и тоа И го сето прават. ова трае 30 и повеќе години. Колку што јас знам. Јас лично знам од 2012, до тогаш бев заспана, мислев дека да, има врски, некој фаќа, ама правдата си победува на крајот, нели, може би малце ќе се помачиш. Секако. Но ова, искрено да кажам, ако јас ова го знаев, не знам дали ќе отидев на суд да барам правда. Тоа едноставно не вреди за животот и нервите што ги губиш. Но од друга страна, па ако не отидеме да го бараме, тогаш па еве ја изгубивме државата. Мислам, таа не е нигде, не чека нас да се разбудиме, да видиме кај сме и да земеме само да ги изфрлиме физички од фотелите овие што глумат суди, обвинители. Да. Државата не е изгубена, туку имате лица кои што се присилно наметнати таму со Џафери и останатите сите тие што се во УЧК и така натаму заедно со СДСМ и да не зборуваме и за другите исто така. Како што спомнавте, мислам, минатиот пат се работи за една мафија. Мафија, да. Зашто видите, знаете како ќе видите дека не се работи тука за партиски. Биле на власт... Не за партиски. Тоа ти е бизнис, мафија. Так. Тоа ти е организиран криминал. Така е. Кој што трае 30 години. И тој криминал и тие што се нивни босови или нивни, како ги викаат во италијанската мафија, овие што се од Сицилија и Калабрија. Капи. Тие што им се главни, тука се знае кои се главни во Македонија, но не за долго време, затоа што ова им е почетокот на крајот. Така. На таквите лица и народот не може повеќе да поднеси и си ги бара своите права и затоа и оваа програма, затоа и оваа емисија за да зборуваме за овие нешта. Сочувство да кажам јас и од мене до родителот Ѓорги Танов. И сега дозволете ми да преминам на нашето второ прашање, а тоа е дали всушност по самиот обратен редослед наназад, почнувајќи сега од самите вакви апсурдни постапки, одлуки, пресуди како првостепената и второстепената пресуда, и во овој случај може да се направи еден точен профил на коруптивна пресуда, на коруптивно судство, а во овој случај исто така и на коруптивно обвинителство и други надлежни инволвирани инстанции, органи, вршители на таа дејност. Ана, сакате вие збор? Да, може, да, па токму во тоа е суштината и на овој начин, нели, кој што ние го презентираме и со кој што ги запознаваме оштетените граѓани, дека можат и самите врз основа на своето искуство како оштетен граѓанин да можат да си помогнат, односно сите заедно да сме си во поддршка за да укажеме на овие неправилности кои што ние во самите акти што ги добиваме од судовите, од органите, обвинителство или од сите инстанци се содржани тие неправилности. И сега на случајот конкретно, бидејќи емисијата е на некој начин запознавање на јавноста со еден случај за кој што нели родителот така на кратко и самиот имаше изјава во видеото. Значи со овој случај да покажеме
дека во дејната постапка, нели, да се утврди вината и така натаму се донесе присуда за сторителот, стигната е до апелација го враќа, значи во целиот тој сега во списите што се во предметот, во целиот документиран материјал, кај што има и докази, вештачења, и од кримтехника, и ручишта и така натаму, кога ќе се разгледа целиот тој материјал, значи самите тие се аргумент дали е водена правилно, дали не, дали има спрега, кои се во спрега, значи тие самите едноставно се доволен доказ и во јавноста, бидејќи се тоа нели јавни документи, еве и судски присуди објавуваат судовите на своите портали судски. Сето тоа е доволно не само граѓанинот да го истражува нели собствениот предмет, односно собствената мака што ја има на овој начин во овој правосуден систем, туку и секој од јавноста, најмногу тие, значи кои што се на тие места што ги носат одлуките, да си ги видат, како што рече Агапи, грешките, може би тие во некој момент слабост или невнимание или ајде да кажеме нешто што немале намера, нели, да бидат да бидат корумпирани или нестручни, нешто ако се случило, па таа и таа присуда ја донеле врз основа на недоволно запознаена ситуација, доказна, фактичка и така утврдена состојба. Значи самите тие имаат можност да се коригираат, затоа што во тоа се сите неправилности. И тоа всушност е најголемиот доказ да може да видиме колку, до кој степен, во кој суд, да речеме, еве, на ниво на Република Македонија сега зборуваме, се знае колку судови има, какви, колку обвинителства, се знае кои суди и каде се, значи тоа е електронски, тоа е АКМИ систем, значи сето тоа може да се има увид каде и колку и кои суди, дали си ги повторуваат грешките, ако си ги повторат еднаш два пати, значи и третиот веќе тој е сигурно корумпиран. Значи не може да носи стручно лице, нели, судија, 3 пати да погреши, нели, па да донесе неиздржана одлука. И тоа е многу лесен начин, еве ние со тој модел кажавме, на овој начин како граѓанска иницијатива е тоа, меѓутоа придонесуваме суштински да може и самите тие да се коригираат без некои други постапки, пенали, утврдување на вина. Доказ ќе биде тоа дека тој е совесен ако си ја поправи грешката или ако како што рече Агапи се извини, самиот побара, самиот интервенира дека тоа се извинувам, јас не сум донел издржана правична одлука и дека тоа треба нели да се на некој начин коригира. Значи има начини, има и можности. Можностите и начините ние само, односно ние луѓето, ние сите, каде и кој на што сме и како, можеме да ги наоѓаме, значи да ги предлагаме, да одлучуваме. Затоа не ни треба ништо или некој грант, не ни треба ни програма, ни проект, кога знаеш што треба да правиш, кога само треба да си ја вршиш како што треба својата должност. Значи, ова е спротивно, затоа што тоа е злоупотреба на должност. И тоа законот го предвидел. Меѓутоа тие и на тоа се оглушуваат,
Значи и на тоа се прават недоветни, значи слепи, не им е јасно што барат граѓаните, па ние имаме предмети, не можеме да ги решиме, па не може да ги решат затоа што не ги решаваат. Проблемите се трупаат, наместо да решиш очигледно нешто со валидно, нели утврдена фактичка состојба на едно-две рочишта, се знае ако е виновник, се знае дали од небрежност умисла, значи тоа ако е така поставено, ако сите сме сериозни совесни, ќе се утврди веднаш, ќе ги нема овие спреги, овие заобиколувања, значи од како да кажам, оддалечување од вистината, бегање од вистината, по околни патишта да докажеме нешто, да утврдиме нешто што не е ниту фактичка, ниту не знам каква состојба, што го ставаме и судот во таа судот, судијата да речеме, го ставаме во заблуда сите оние кои што нели се обидуваат на таков начин да го манипулираат, да даваат лажни докази, лажни изјави, лажни сведочења и така натаму. Значи, со сето тоа ние го комплицираме целиот тој систем правосуден и процес, се натрупуваат многу вакви, значи има жалби, молби за изземања на судија, на обвинител, како и во случајот, оди до апелација, па повторување на постапка, па сите правни, значи тоа го обременува, го мултиплицира проблемот и потоа пак граѓаните се криви што бараат нели како што треба да се суди, да се постапува, а тие се утепувале од работа, па и не назначувале други судии, значи тој проблем ние ли треба да го решаваме? То треба, како што рече Гапи, таму кај што се решава, кај што можат тие да го решат, а граѓанската јавност треба само тоа да го потенцира, да го детектира и да го на овој начин нели се трудиме да тоа на тој начин јавен притисок, а се знае каде и како, дали ќе се носи закон, дали и кој назначува суди обвинители, мада и ако тука има нели кој ги назначува пак од собранието, со тоа што некој од нив е нели као неконтролиран. Тоа значи дека ние ги назначуваме. Не, јас би отишла малку подалеку. Нешто е неконтролиран. Лицето се знае. Лицето е криминалец. Тој е поставен. Тој не е ни одобрен од никого. Талат Џафари е илегално влезен и преседава таму со собранието и затоа има огромни проблеми. Што сакав да спомнам, дали се овие лица кои што ја злоупотребуваат својата должност на работа, дали се тие свесни дека можат дека ова се смета за кривично дело, злоупотреба на својата должност или malfeasance на англиски, сноси затворска казна. Е кривично дело, озбилно кривично дело. Или се спремни тоа нешто да го прават и понатаму, мислејќи дека никој нема да превземе никакви мерки и дека се дел од таа мафијашка организација. Да. Дека никој не може ништо да им направи. Да, па во тоа... Дали е тоа размислување во нивните, мислам, секако глави? Тоа е корумпиран, значи тоа е суштината на спрегата, затоа што тие се во поддршка едни на други, се заштитуваат во тој криминал, во корупцијата, во мафијата, нели во се што е недозволено, неприфатливо и злоупотреба, со тоа што нели си се штитат и така што и затоа имаме вакви неиздржани ситуации, вакви значи ова е како да речам не е тоа само да го системски да го објасниш или да го упатиш во еден дел, па едни се такви и не такви. Самиот систем веќе дозволува ништо да не се прави, значи само декларативно, има многу програми, на вистина има таму усвоени така конвенции и сето тоа декларација, меѓутоа во суштина тие тоа го знаат дека тоа едноставно е малку
Доколку таму спрегите, значи во наследство, како да речем, минатиот пат зборувавме одредена позиција, дали во судство или во друга, да речеме, или во политички назначувани таму функционери, по наследство си да тако таткото бил мајката, таа фамилија, уште толку генерации ќе бидат негде на тоа, ги ставаат, значи тие на тој начин работат. Така и во ова. Значи ќе си биде судија била татко, мајка, може ќе биде ќерката, синот, внукот, од сестра, од овој, од оној, од пријател, од овие школски, нели, што се, па си се местат на позиции така натаму. Сето тоа, сето тоа ќе се верификува, нели, на вакви демократски, дали избори и така натаму во собрание, демек тие нас не представуваат што не е точно, а потоа во име на граѓаните, повторно на нас, ќе ги носат и одлуки, а ние со тоа немаме никаква улога, значи немаме никаква, како да кажеме, учинок, не сме во тоа ниту вклучени, ниту сме ги бирале, ниту па се согласуваме дека ги представуваат нашите права или ги заштитуваат, меѓутоа тоа си оди, кучињата лаат, караванот си врви и си додека е така, а треба повторно, значи, повторно самите ние повеќе сето ова да го на некој начин не само споруваме, туку и да продолжиме да го разобличуваме и да го раскинуваме тоа тело болно, канцерогено, тие спреги со сајли, како да речам, учврстувани со децении, нема да има никаков напредок. Тоа е факт. Точно, тоа не е здраво општество. Не е здраво општество со нездрави системи и заради тоа што има луѓе кои што не треба да бидат таму каде што се и се присилно наметнати да владеат и да користат на секакви начини и да ја задржат таа нивна позиција. Сакам во две реченици да се надополнам на излагањето на Ана. Прашавте дали се тие свесни што прават и дека злоупотреба на службена должност е кривично дело за кое што и затворски се одговара. Апсолутно не име грижа. Свесни се сигурно оти треба да бидат, како да речам, ментално ретардирани за да не сваќаат што работат. А се свесни, но бидејќи немаме казна за таквото работење, туку напротив, само лична корист и награда од спротивниот табор, оној што е една страна на неправдата, тие воопшто не се замараат со тоа. Дали некој ги уценува нив, ќе ги однесат на некои семинари и потоа таму не знам што им прават, ги снимаат, ги пустат, ги штурат, а они после не можат да ја дигнат главата. Па потоа ќе им дадат некоја паричка повеќе и они се радуваат. Јас на вистина не знам како си ги хранат своите фамилии дома. Како може со такви крвави пари на грбот на обичниот човек да ги хранат своите деца, внуци и натаму. Тоа е, значи кармата оди. Ако ние не ги казниме, ако сега не ја добијат казната, сигурно нема да ја избегаат. Никој не отишол без да се ги плати гревовите. Точно така. Имавме пример овде во Нов Јужен Велс, една од државите во Австралија. Доста беше објавено во јавноста, се работи за премиерката на владата на Нов Јужен Велс, од ерменско потекло. Бераџиклијан е презимето. Гледис Бераџиклијан се викаше. Гледис Бераџиклијан ја представува либералната партија во Нов Јужен Велс. Беше приморана од страна на Австралиската федерална полиција да си даде оставка заради злоупотреба на нејзината должност и многу други кривични дела. Таа беше под истрага со години. Причината зашто беше се истражуваше незиниот удел, и тоа голем удел, со тоа што
била вмешана, имала партнер свој кој што е криминалец, бивш политичар, кој што заедно, нели, како партнери, таја споделувала информации кои што биле тајна, кои што придонеле да тој купи земјиште во Нов Јужен Велс, каде што сакал да гради некои објекти и тоа, нели, имал предност и корист од сето тоа. Целото време тоа го демантираше, меѓутоа докази доволно беа собрани од страна на Австралиската федерална полиција и претпоставувам други разузнувачки истражувачки агенции, да беше приморана, но до последниот момент, верувајте или не, жената како да немаше никакви чувства, не признаваше дека направила нешто, некакво зло, некакво кривично дело. Тај се уште под истрага, не е повеќе премиер, избраа друг премиер, маж во овој случај, кој што ја тера истата политика како и, нели, таја во врска со ковидот и другите работи, меѓутоа Глис еден ден ќе заврши во затвор таја. Затоа што се работи за огромна сума пари и за тоа што ја злоупотребила нејзината должност како премиер на Нов Јужен Велс, една од најбогатите, можеби и најбогата држава во Австралија, со тоа што имала таква врска и споделила тајни информации со цел да му помогне нему. На тој политичар кој што, не знам, ми се чини дека е в затвор или пак ќе биде в затвор тој. Тој се знае, тој има историја дека е корумпиран. И таа со него, и тој бил корумпиран порано, и таа со него имала врска, замислете си. Така да има надеж, дека може нешто да се постигне. Да, надеж за иднината. И дали можеме да ги подсетиме сега нашите гледачи каде може да се обратат со нивните предмети и случаи, ако знаат за некаква корумпирана активност некаде во сите сфери, нели, на општеството во Македонија, каде можат поточно да се јават по имейл, по телефон или да дојдат лично и да ги споделат нивните маки и документи што ги имаат. Да, значи, еве, повторно ќе кажеме и ќе споделуваме и на социјалната мрежа и еве вака во емисии. Битно е да се знае дека може на повеќе начини, зависно од тоа кој што користи како начин на комуникација или каде се наоѓа. Оние кои што се во Скопје можат и да дојдат и во нашата канцеларија. Таа се наоѓа во Карпош 4, трговски центар Антико, значи број 82 кај Кам маркетот. Тоа е после Сити Мол, кога се оди од центар према Ѓорче, значи после Сити Мол има една автобуска постојка, тука е трговскиот центар Антико и тука се наоѓа и нашата канцеларија. Другите кои што и не се од Скопје или немаат можност да дојдат, можат да достават документи по имейл. Имейлот е откритија Discoveries, значи на англиски е вториот збор, Discoveries се пишува, мајмунче, gmail, значи gmail.com. Можат преку Facebook страницата на ТВ каналот Откритија Надеж за иднината во инбокс или поштинското сандаче во пораки каде што се праќаат. Можат на мојот личен профил, така и некои други те прашува, се интересираат. Можете и тека ја Агапи нејзин личен профил, ако нема друг начин или не можат да ги запаметат овие мејлови, можат на тој начин. Можат по телефон на 077581871, каде што може да добијат информации околу мејл или ако на друг начин им е полесно да комуницираат па да се договорат или некој друг ден ако доаѓа некој во Скопје по друга работа, значи може
И надвор од овие, ние во почетокот ставивме термини нели за прием на вака на граѓани со документација, секој вторник и петок од 11 до 14 часот во канцеларијата. Меѓутоа, и ако е надвор од тоа време, некој има некоја друга работа, не е од Скопје, доаѓа во Скопје и да ги спои, значи слободно нека се јави или нека пише во порака или на мејл, ќе може да се договориме. Уште еднаш само да појаснам. Значи, додека тој тим кој што е и од правници, адвокати, меѓутоа и од други области, бидејќи нели овде се работи за проблематики во различни области каде што се трпат тие оштетувања или неправични одлуки се носат, додека тој тим сега е во формирање, да може нели од нивна страна да се определат понатаму во кои термини како ќе примат или некој од нив ќе биде присутен во канцеларијата, до тогаш, значи, ние ги примаме, наведовме, значи се што смета дека еден оштетен граѓанин треба да даде на увид нели во канцеларијата или да го види стручно лице тој предмет, тој материјал, се што смета дека е нели за да му биде јасно на тој што ќе треба да даде мислење, во копија да достави тука во копија примерок, меѓутоа во моментот кога го доставува нема да има стручно лице, може би да нема. Значи тоа потоа ние им го даваме на адвокат или правник, зависи за што се работи. На разгледување. Треба да договориме, да, па тој да го разгледа, значи не може во истиот момент кога ќе донесат Точно да го така, добијат точно. мислењето. Значи тоа Да. на тој начин во овој момент, значи таква е процедурата, постапката. И потоа ќе можат нели да комуницираме до каде или кое е мислењето, па да си се поврзе таму со стручното лице и така натаму. Значи тоа е нешто основно и убаво е да можат во копија, доколку или по имейл ако праќа, може и во електронска форма. Меѓутоа тие што ги носат тука, значи сепак да има барем еден акт или нешто од тоа пресуда да се види, нели, зашто е всушност и што е проблематиката на тој предмет, до каде е, за да може и мислењето што ќе го даде и стручно лице да е врз основа на потребни тие документи или доказен материјал, за да може да има потполн увид нели во предметот, во постапката и така. Понатаму пак ќе информираме со секоја новина што ќе дојде, ќе ги информираме граѓаните и за нешто ново или ако има промена во ова. Меѓутоа ова е првичното, значи на повеќе начини може да дојде во контакт со нас, па и да се договори дали ќе донесе документ или на кој начин понатаму. Ете тоа е околу тоа, да. Добро, ви благодариме и ако имате нешто на крај да додадете, слободно ви молам пред да завршиме за денес. Да. Би сакала да ги повикам моите сограѓани, секој што има увид во некаква проблематика, која што засега лично или поголем број на граѓани, да се заангажираат да дадат напор. Без да направиме напор не можеме да се ослободиме. Значи, за да достигнеш одредена цел е потребно ти да вложиш енергија. Не може да сватат дека не постои никаква држава, никаква власт, никаква влада која што се грижи за тебе и твојот живот да ти биде подобар. Напротив, оној кој што те репресира, те плячка и ти го прави мизерен животот, е токму таа само назначена власт со сите неизини нефункционални институции, за да ги раскринкаме и да ги покажеме со име и презиме, со документи кои што тие ги донеле. Потребно е секој од нас лично да вложи напор и тој напор повеќекратно ќе се врати. Со Господ напред. И да не се плашат, да бидат храбри, затоа што има луѓе кои што можат да им помогнат.
Има луѓе кои што може да им помогнат. Секако дека Постои има. надеж за иднината. Постои, да, и затоа ние треба да тоа уште повеќе нели да сме охрабрувани, да се охрабруваме меѓу себе како што рече Агапи, зашто има различни ситуации, значи не мора да е некој сериозен проблем или нешто, меѓутоа во едно нешто да е погрешено, да е сторена неправда или погрешка, значи тоа може да има тешки и долгорочни импликации. Сепак се работи значи за право кое што треба да биде заштитено и овозможено непречено патеката до правдата да може поединецот да си го оствари тоа право. Значи за тоа е основно суштинско во ова наша борба. А ние имаме милион, значи како да кажеме, препреки на тој пат до правдата. Место да се бавиме со тоа, нели, исправање на неправдата, заштита на тоа право што секој индивидуално си го имаме и треба да си имаме соодветна заштита, да си го оствариме, ние се бориме со препреките. Значи тоа е недозволено и тоа секој систем треба да падне, ако е нели на тој начин поставен, на крива, на неправична основа, што не е ни право, нема никакво право тука нели да се гледа во него, тоа што треба да падне, да се укине или нешто, Точно да така. се целиот Точно да така. се реконструира, така да кажеме, се Да. реформира, за да може да зборуваме ние дека се движиме по исправниот пат или кон нели спречување на овие зла. И тоа и ќе биде. И тоа и ќе биде. Со ова ја завршуваме денешнава емисија на ТВ каналот Откритија Discoveries, Надеж за иднината, и ви благодариме на вас, почитувани наши слушатели, за вашето внимание и за вашето учество исто така. Не заборавете да ги известите вашите роднини и пријатели, за да можат и тие заедно со вас и да ни се придружите следниот четврток во истото време. До тогаш, поздрав и почит кон сите вас, од мене Силвана Павловска, од Агапи Тофиловска и од Ана Бобинкова Мјаковска. До слушање Поздрав и се до најдобро. Се најубаво на сите.